Владата донесе одлука за прогласување кризна состојба на територија на Гостивар во рок од 30 дена. Оттаму вела дека со оглед на тоа дека локалната самоуправа не може да се справи со новонастанатата ситуација, донеле ваква одлука. Од Гостивар, тука од пред општата болница, се обратија министерот за внатрешни работи, министерот за здравство и директорот на СОЗАР. Се донесе одлука и се препорача на владата да донесе одлука со која што ќе прогласи кризна состојба на територија на општина Гостивар, заради тоа што се констатирани од страна на групата за проценка врз основа на претходните одлуки кои што беа донесени а се поврзани со епидемија, неможност за одговор од страна на локалните власти на вака настанатата фактичка состојба, поради што како влада донесовме одлука да прогласиме кризна состојба и да ги вклучиме сите механизми кои што стојат располагање на државата. Последниот извештај имаме преполување на бројот на нови прегледи, односно прв пат прегледани пациенти. Значи, во последниот извештај имаме 293 нови случаи, што во однос на саботата, кога беше врвот на епидемијата, кога имаше над 600 случаи преполување, предпоставка е дека препорачаните мерки за населението, како исклучување на сомнителните извори, го дават посакуваниот резултат. Кога владата интервентно одлучи да достави количини на вода во Гостивар, заклучно од неделата до денеска, можам да кажам дека се доставени 210.000 литри количина на вода. Таа вода е распоредена на неколку пунктови низ градот, 6 или 7, кои што се јавно објавени. Еден од тие пунктови се наоѓа и тука во општата болница, се со цел да може да излеземе во пресед прво на оние критичните случаи, односно на местата каде што е најпотребна водата, ќе се доставува и во текот на наредните денови, додека трае кризната состојба, додека не се утврди кога водата може да се конзумира од водоводот. Дел од граѓаните кои што ги анкетиравме тука во Гостивар во текот на денешниот ден се разочарани од системот и вела дека одговорност мора да има. Со страф. Не можеме ни да јадеме, ни да пиеме, ни леп не купувам нигде овде. Со таа вода се прави и лебот и све. По кафани одеш ти дадат со пластик и да пиеш да јадеш. Мора да се купува ово. Не. И душ кога правам, страф имам. И душ кога правам, страф имам. Тоа ова нема закони, нема ништо овде. Овде не функционира ништо. Ова е срамота многу. Многу срамота ова. Треба да се поправи тоа што е загадено и да пазат повише на загадувањето. Да не се повтори више ова работа. Тоа е. Тие што го направиле да ги судат, да ги стават в затвор, да функционират и државата малку подобро. Треба се барат друг начин. Да се земат планината дозгоре, имат извори горе, ама треба да се инвестират. Ако нема доволно вода, да се дадат средства и да се донесат, а не само ај што побрзо земја, водата ставија, може да тоа ненамерно било, ама и не може секој онако секој онакво занат треба да знаеш да го познаваш. Така исто и со водата. Не може секој да знае тоа, да имат инженери, технолози. Не требаше да дозволат да дојде до ова. Во овие услови на живење, во ова топло време, гости доста дојдени, не е пријатно. Не е пријатно, ама се случи. Па ја носим од Соколо, од станатели овие некои извори така, се снаоѓаме. Во текот на денешниот ден пак судот го прифати предлогот на обвинителството и определи 30-дневен притвор за трите лица. ОЈО Гостивар спроведе истражна постапка против осомничените Артана Асани, Леон Нуредини и Вадедин Дервиши, дека под сомнение дека сториле кривично дело, тешки дела против животната средина и природата. Основното јавно обвинителство по спроведената истражна постапка преку јавниот обвинител Хазби Сени до судијата на претходна постапка на Основен суд Гостивар достави предлог за определување на мерка против овие осомничени. Во предлогот ги има наведено причините поради кои го предлага притворот, поради запретената казна за која им се става на товар на осомничените, бидејќи се работи за кривично дело за кое е запретена
кривична санкција најмалку 4 години, а доколку обвинетите би се пуштиле да се бранат од слобода, постои голема веројатност да се дадат во бегство и да влијаат врз сведоците кои треба да бидат испитани во текот на истражната постапка. Судијата на претходна постапка Чирко Михајловски го прифати предлогот на јавното обвинителство, определи притвор на осомничените во трајање од по 30 дена, донесе решение КПП 237/26. Решението се достави до осомничените, а мерката притвор осомничените ќе издржат во КПУ затвор Скопје. Денеска напладне во гостиварското обвинителство. Државниот јавен обвинител Ненад Савевски, шефот на Вишото јавно обвинителство, шефицата на гостиварското обвинителство, како и двајцата обвинители кои што го водат овој случај. На брифинг со новинарите, на прашања зошто директорот на болницата не ги информирал надлежните институции за новонастанатата состојба на десетици пациенти кои што имаат исти или слични симптоми. Обвинителот Хазби Сини рече дека доколку понатаму во текот на истрагата утврдат докази кои што укажуваат на одредени сомнежи, истата ќе се прошири. Додека пак во врска со тоа дали била потребна дозвола за поставување на помпите од општината. Од обвинителството кажаа дека најверојатно би требала. Градоначалникот на Гостивар од обвинителството посочија дека не е бил повикан на разговор во обвинителството, но дека постои службена белешка за извршен разговор од овластени лица. Вчера јавното обвинителство Гостивар донесе наредба за спроведување истражна постапка против 3 лица за тешки дела против животната средина и природата предизвикани со действие на загадување на вода за пиење. Односно, како што веќе јавноста е сведок, станува збор за 3 лица во својство на ВД директорка на ЈП Комуналец Гостивар, технички раководител на сектор за технички работи и раководител на одделението за водовод, канализација и градежни работи во јавното претпријатие. Законска предвидена казна за вакво дело е од 4 години, но се уште не е определена горната граница.